Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Добро вечер. Добро вечер. Ако се размрдаме, веќе топличко станува во студиото, но надворе ладно, па така што малку гимнастика добро ќе ни дојде, така Знаеш не? што прогнозираат сабота недела? -4, -5. Добро, па Лудило. зима доаѓа, сега види да не се правиме толку, па имавме Така. надпросечно високи температури, немаме дождови колку што треба, а потребни се. Оно што јас сакаме службите да слушнат после толку предупредување нели за времево дека ќе заврне снег. И навистина се очекува Кога, петок знаеш? вечер сабота Стварно, и на сега? пониските места, да. Шубаво. Да знаат службите Да дека ќе знаат заврне, службите дека а ќе снегчето заврне. добродонек ќе биде. Прво нели Ќе треба ни снег изчисти се. како таков, ќе изчисти воздух, дечињата ќе се радуваат. Зошто бре да немаме снег, Може. така ли? Снег. Нека Снег во врне. петок кон сабота, нека врне колку сака. Така е. Ај, добре ни дојдовте во уште една дружба и уште едно издание на Никој како. Ние сме подготвени со Ката, со радост ќе ги презентираме и денешните гости. Верувам ќе ви биде интересно, ќе бидеме и малку поразлични. Се трудиме колку можеме да биде различно, бидејќи секој ден се гледаме на оваа фреквенција и верувам дека ќе ве задржиме до самиот крај тука. Така е, да. Кога што се однесува до она, нели со што се ве задржуваме, обидете се само да помислите дека дел од тие прашања може да се ги поставувате и дома, па тоа да биде некоја игра. Може би овие игри кои што ги играме да ги играте кога ќе посакате, затоа што се многу едноставни и лесни, достапни. Многу Со малку. тоа што ова на крајот денеска што ќе го правиме, тешко малку ќе го правиме. Добро, сега ова дома. на крајот не го правете дома. Професионално ќе биде Не го и се правете вика, дома не го ова на правите крајот, дома, така е. ќе видите што ќе биде, нема да откриваме веднаш за да ве задржиме до самиот крај. Но, ајде кога сме кај почетокот, веднаш да си ги повикаме нашите денешни гости. Така е. Лара Иванова и Кристијан Бенито. Ајде, екипа, придружете ни се, добре ни дојдовте. По-добро да не Рамо жива. Ларичка, повели, седни си. Повели Лара тама, овде Кристијан. Добре дојде. Добро да не Благодариме за одвоеното време, затоа што прифативте да бидете дел од нашата емисија, ни се придружувате, нели, во, како што вика колешката, армијата, Никој како. Никој како, така Покрај е. многу Мили убаво гледачи и армија. многу гости. Фала многу на Денеска поканата. 40 издание. 40-та емисија. 40-та емисија, што се вика вчера почнавме 40-та емисија. Луѓе толку прават од 2 сезони, ама јас и Кате решивме оваа сезона, бога ми, да биде тип-топ до самиот крај. Браво, Верувам секоја дека ќе чест. биде. Прво прашање до сите е што би правеле доколку не сте во Никој како? Значи, што правите околу 5, 5 и 15, 5 и пол по домче или каде и да сте? Што Или ви кога се не некои правите. обврски? Што Или правите кога не кога не правите? Па, дамата има предност. Па, дефинитивно или сум дома со мојата фамилија, Добро. пред телевизор гледаме, па некогаш и знаеме да Никој гледаме. како? Да, Да не никој уклучите? како. Да, дефинитивно. Или пак сум во студио или работам на нова музика. Супер. Јас да бидам искрен или работам детски роден ден, дека сум аниматор на детски роден дени за деца и возрастни. Или, еве, например, вчера се отвори една нова пивница на еден мој пријател Пане Темов, Ел Команданте. Па имав некој огнен перформанс. Да, жонглирав со оган и вртав пои со Знаеш оган. како Пане е, да речеме, некој кој што го познаваме уште одамна како уличен забавувач. Го прошата светот со тоа, за работи он си знае колку, не сме Да, прашали, да. не знаеме суми. Ама што рече тој за она што ти го правиш? Дали му се допадна? Затоа Му што се е некаков допадна, репер, да речеме. Да, и Да. публиката добро Одлично го прифати. реагираше? Да, одлично реагираше. Или ако не сум така да работам на детски ројен или да имам огнен перформанс, Добро. сега сум и дел од кабарето Еуфорија. Работим и со кабарето. Супер. Ново Патуваме. искуство, верувам. Да, ново ама искуство, ново искуство. Вака така кабаре е поразлично искуство. Поразлично така ли? бев, тоа е се уште сум уличен перформер на детски родендени, театарски перформер. И сега сум и кабаре перформер. Браво. Одлично, да, одлично, Браво. одлично. Кога веќе кажуваш што си, каква си, имаш и едно убаво представување во едно талент шоу, па сакам ете така, таму убаво се представуваш и нормално правиш нешто од оние трикови, ајде да ги наречеме, нели, перформанси кои што ги правиш секојдневно, така што би сакал тоа видео да го зирнеме. Да, А може се сложуваш во Бугарија пред колку години? За време на короната претпоставувам. 2021. И тогаш прв пат настапив без публика, имаше само 4 души од леле. како се Жири, вика од да. жирито. Ама другите онлайн, така. Пред публика. Она што го видов на снимката, другите онлайн. Тогаш така се Другите правеа онлайн. емисиите. Да, Да, не може да Тоа беше аплодира. еден Дама реагира, се смее, го гледа. Еден од ретките настапи ми беше во времето на короната. Настапив, добив 3 да 1 не и ми рекоа дека со
3D1, не можам да идам во втор круг, за време на корона сум морал да имам 4D. Што не ми беше малку онака, нели, ја ги чував најаките трикови за За потоа, за во втор круг, трет И круг. дечките што победија, двајца браќа акробати, цело време ми аплодира, пошто заедно бевме у иста група, на исто место се загревавме, кога гледа ја што правев за сцената. Тие дечки победија, човекот што ми даде невот, после видов има колумни во кои што пишува дека ние не сме биле македонци, ние сме биле бугари, ама ни самите тоа не сме го знаеле. Абе, И они оста такви е луѓе политика. ставаат во живи комисија. Иш да не одиш толку Што не се некогаш не се знае да се поделат работите, нели, ентертејмент, политика, политика, забавление и што е така натаму, шоубиз, и што е. едноставно многу се претера со, нели, сите тие внесување на политиката во секојдневието, така што за жал и наша и нивна, а имавме прекрасни соработки, концерти, нели, изведувачи кои што и наши и нивни доаѓа. Би сакал кратко само нели да го зирнеме сето тоа. Во секој случај убав спомен, убава презентација и убаво искуство. Да, и талент шоу перформер сум после тоа. Да, она што ни фали кај нас во Македонија е такви шоуа, но за жал, еве, секогаш се вадиме на тоа дека сме помала земја, дека тоа бара многу средства, кои што не може да се дозволат и нели некој спонзор да ги исплати, веројатно нема да му се вратат, но во секој случај и затоа сме сведени на тоа да учествуваме на такви шоуа регионално, нели. Така е. Ајде малку да зирнеме како се представи ти на ова талент шоу. Здрасти, здрасти. Здраво. Кој си ти? Јас сум Кристијан Бенито, доаѓам од Скопје, Македонија. На колку си години? 33, професионален уличен забавувач. Супер. Работам 10 години. Имам настапувано во 50 награда и 10 држави. Браво, а какво правиш в Българија? На жалост никад не сум бил во сега, еве сега ќе настапам пред вас и пред вашата публика. Много добре, сцената е твоя, покажи ни какво правиш. Благодаря. Вие, господјо, како се викате? Катерина се викам. Изберете еден од овие ножови. Лев, среден или десен? Кажете кој сакате. Десен сакам. Десен, овој. И сега, десен ти стане лев. Ајде, добро. Нека правам да го балансирам овој нож. Вау. Стоп! Стоп, стоп! Ма да не го да не ја наруза. Иди таму, можам сам да се качам. Иди таму, се шал. Не ставам ли? Оп. Браво! Ова извадивме малку, нели, од она што ти го презентираше таму и навистина успешно. Реакцијата на публиката имавме можност да видиме, така да сакавме, нели, да го презентираме твоето учество на ова талент шоу. Да. Добро. Лара, на почетокот само мора да споменеме нешто што ќе се случува убаво, ќе се случува во Италија, Лара ќе ни кажа, па потоа одиме со прашањата. Имаме настап, за прв пат настапуваме вака надвор од Македонија, јас и Пајак заедно. Во Браво, Италија Лара. имаме настап во Пијаченца, во една дискотека, нормално каде што има балканци, да, така. и ќе припремиме интересна журка и се надам дека ќе биде интересно и се надам дека што повеќе ќе имаме такви настапи надвор, но еве да кажам дека доста ми значи и дека баш е онака нешто што треба да се гордееме. Да. Лара, ние се гордееме со тоа што ти Пајак го направивте, освоивте награда меѓу двата фестивали, нели, Макфест, Да, Бела, која што дефинитивно од најмало до најстаро ја знае, нешто што ретко се случува во Македонија, таков Бога ми, хит да се погоди. хит. И дефинитивно нешто што ќе те одбележи твојата кариера. И Да. супер е еден изведувач да има таква песна која што нели сите ќе му ја знаат и ќе бидеш препознатлива. Дефинитивно, тоа е, мислам, скоро скалило нагоре веќе. После таа песна малце е друга целата приказна и многу нови работи ни донесе и настапи и нормално соработки со други артисти. Многу врати се отвараат после само една песна, а камоли пак да имаме уште многу такви успеси. Па тоа е успехот и тајната. Едно нешто да запали, нели? Да. Како Кажи се ми само викаме? чија е песната? Песната ја направи музиката и Иван текстот. Иванов, така? Не, музиката и текстот се на Пајак, а аранжманот е на Иван. Ивај. Да. Заедно ја работевме сите во студио, но првично целата идеја ја започна Пајак. Јас му кажав дека сакам да правиме соработка и тој ми рече дека има почната веќе некоја песна и ми рекоа дојди во студио, сакаме да ти ја пуштиме, да видиме дали ќе ти се свига. И мене на прва ме купи Те песната, успите да. И реков одма ја правиме, го допишавме и текстот и се, ја снимивме. Некако многу брзо се случуваше Случува се, да. сето тоа и спотот и песната и некако мислам дека
кога така лесно одат работите, некако слушува најдобро потоа. поминуваат после тоа. Се јас се гордам што се тука во Лара. Лара е една од најдобрите нови имиња на нашата естрада. Ако Така се е. нови ти Браво, веќе нели неколку години, Да, ама ајде ама добро, да. да те ставим за генерацијата Z. Многу ми е хит тоа, нели? Тоа се новите генерации тинеџерите кои што Постмилениумски. Како му даѓа таа. Да, Па така му даде, Милениумски да, нешто, така, така, постмилениумски, да. Која година си Лара родена? 2004. Постмилениумски. Генерација Z, Кој точно. шекирка да ми биде? Баш би сакала. Не сум лоша мајка, Не, попуштам се. Се гледа, се гледа. Тврдо. Дури премногу. И премногу попуштам, така е, да. Туку сакам да прашам, не дојде до соработка друга? Не мислите сега за нешто друго? Пак? Да. Мислиме дефинитивно и гледаме дека луѓето многу бара. Значи и деца и возрастни. Па и веќе ве прифатија како Да, дуо, да. знаеш. Па и така некако сега, пошто и настапите ги тераме заедно и букинг менаџерот некако гледа да не спојува Да. на настапите, некако публикава кога ќе не види двајцата е многу друга реакцијата него вака Кога сте сам по сам. Да, сам по сам. И дефинитивно неколку пати имаме паднато на тема дека сакаме повторно да направиме песна и мислам дека и ќе мора тоа да се случи. И тоа Затоа што сите очекуваат. Знаеш што е лошото? Лошото во целата Да. добра работа е што Премногу е добра очекувањата, песната, очекувања ќе има, нормално. очекувањата се многу големи. големи, Ова да. е веќе таму горе, треба да биде сега нешто што е подобро. Па затоа и така малце одиме полека, Да, не нешто да брзаме, ви кликне. да, за да биде баш тоа што треба. Одлично, одлично. Од ние чекаме. Да, Ние има чекаме, време. така Ќе е. биде. Така е. Ајде да се Овде вратиме на интересни нашите прашања. Но пред прашањата, А, некако да, таа имаме се ред. замуабетивме, денеска Чекай, имаме да, ренде. да, имаме ренде. Има Имаме време време, ката за се, готово. ќе стераме, нема проблем. Значи, денеска имаме ренде кој што заедно со нашите гости сакаме да го прокоментираме. Денеска ќе зборуваме малку за уметност. Нова уметност, за некого може би чудна уметност, луда уметност, е така да кажеме. Така што јас ќе побарам нели да ни го пуштат првото видео, не секојдневна уметност го крстивме. И заедно да го погледнеме, јас малку се обидов Ја да не го најдам гледам, да информација, знаете, намерно само не да го видам. гледаше, ти сака Да. малку да иде акцијата това. Ве молам ова да го видите и да го коментираме заедно. Ова е уметност во новото време, кате. Сакав да купам вакви тањири да ме мамам сите денеска, пошто нели инспирирано од уметников. Он оди Добро. и тоа му ствари делата негови. Инсталацијата. Сами ќе видите, луѓе паѓаат у месец, колку леле они се изненадени, шокирани, задоволни. Така што ова ако може да го видиме во целост. Така. Видиш? Гледа сега што е. Што одразот на лицето Да, дека одразот на лицето станува И начин за ние. тебе ова уметност ли е да земам ја оние чини што ги нели за една употреба? Да, тие што се. Ама умилионски веројатно. Да те А мавнам. тоа ти го дава тоа за дома, тоа ти е Да, твоето. и ти тука паѓаш у неса, Паѓаш у значи неса, тоа е така. уметност. А да не ги купуваш по тоа ти е, твоето лице го купуваш. Па веројатно се плаќа за овие дела, кога сме кај купување, сега ќе ти кажам што е пострашна уметност. Ајде, баш да видам дали има пострашно од ова, па ќе Ја мислам коментираме. дека нема. Бенитов шок, Ќе Бенитов купам, шок ќути. Тотален шок. Ти како уметник се треба да пројде, за тоа ми е интересно. Баш тоа размислов во моментов, пред некој ден гледав документарен за Рембрандт. Добро. Го сметаат за господар на сенките и светлата. Колку добро он има нели многу тоа е автопортрети. уметност, веќе. Тоа е уметност. Тоа неспоредливо Тоа е со ова. Мислам, Така. тоа е уметност. Ова е најблагоречен идиотизам. Тоа е, Допуштени. докаде Најблаго отидов речено. новото време, Да. докаде не доведе. И мене ми е феномен луѓево кои што паѓаат у несвест Реагира. дека вау, они се шокирани. Но имам уште еден шок. И ова и беше Пострашно е? актуелно по порталите, ова е уште Ајде да пострашно. видам. Ова морам да дури информацијава. Ајде. Инвеститор во крипто, нели, нормално не ги штеди он парите, следното видео пуштате го со бананата. Со кинеско потекло, не е битно сега име во него, $120,000 го купил ова уметничко дело, односно понудил за ова уметничко дело. Сериозен си? Ова е уметничкото дело. Банана, И залепена. жива банана, Добро. залепена. Добро. $120,000 Ма негова да не умете. продадено. Не е негова, не. Оваа банана има историја. Оваа претходно беше, не знам дали сте читале и дали сте ги сретнале по порталите, нели, вакви овие глупости не идиотски читам, вести. ама добро. Но, значи, до душа се извинувам, ова не се, ова е уметност. Уметност, извинете, да, извинуваме на убедниците. 2019 беше изложена оваа банана и Чекај малце, како останала ваква бананава? тоа е феноменот.
до секоја изложба нова банана. А он вика, а тоа е идејата, демека, нели, самата идеја се плаќа. Ти бананава си ја купуваш 120.000 милиони небитно долари, си ги даваш и ќе ти скапе за... Ама добро, после нова банана. Но чекај се, тоа не е се. Шо? Ова уметничко дело после од 2019-та. И кога било изложено во салонот, нели, каде што било изложено, нели, различни поделени мислења, како што се наоѓаат, нели, секогаш некои да протестираат, протестанти кои што влегуваат и прават хаос, еден влезе студент и ја изеде бананата таму. Да не речам, го уништи ова уметничко дело. Да, прекрасно. И сите кога мислевме дека нели тоа ќе заврши така, уметничко дело уништено, тоа изедена бананава. И? Уметникот си стави нова банана. Паметен. Сигурно бил спремен. Имал уште неколку. Спремен со пакет банани. Така да, докаде ни е ново време беше. 7.000 долари. Се 7 ти ги додадаме, 120. Да. Добре, додадам. Ја кога ќе се вратам, кога ќе ми текне дека постои импресионизам, дека постои кубизам, дека постои толку правци во уметноста, и кога ќе видам вакво нешто стварно, не знам, стварно е тотално. дегутантно. Не, ова е дебилизам. Ова е, не знам како да го наречам, нема збор што може да се опише. При тоа, ај уметников, нели, може би така, Ама некоја луѓе што лампичка му паѓаат од фали. несвеска. Да, ма А луѓе. оно што плати луѓето. 20.000? А просторите кои што се, нели, врвни Изложбените салони, изложбени салони, да, кои да, што да. имаат уметнички дела, да не набројуваме какви. И ти Нека имаш проба да банана изложи залепена. Нека го изложи Луварова. Да, секако. Ќе биде. Да. За некоја година тоа ќе биде нормално. Ништо чудно. Да. Како тргна светот? Лара, имаш некоја додавка нова? Искрено нема. Па што би додала? Мислам дека си рекол сега. Ја не ми почна. Ја имам што многу, ама па не е за Па телевизија. да, јас ако би Тоа што го почнала. мислам, Прво не е секој за е у шок, телевизија. нели? Ова не е нормално, ова не се случува, ова не го прочитав и после викаш чекај. Во какво време ја живеам? Мислам дека тек до прва ќе гледаме вакви работи. вакви работи, така е. Мислам дека нема и да се чудиме после некое време ќе ни биде само нормално. Па не, јас веќе не е нормално, бомбардираме секој ден. Едно од првите вакви работи од овој тип беше некој уметник, писуар со негов Писуар, подпис. да. Не знам дали го памтите Да, тоа, да, на го времето памтам, беше, да, мислам, да. на времето. Години се Да, поминати да, од тоа. И чим тоа масата го проволте и чим тоа го волтат, ја не знам. Така е, така е. Овде не само што масата го проголтал, овде масава плаќа. Плаќа, И тоа не астрономски масата, туку суми. овој што има пари. Па не само тоа, ова претходно беше продадено за Ова е лако, пет са ова е пати друго. продадено. ова е, Со нова банана, шо? Па секоја банана, Нова цена. нова пара. Така што ставиме една банана, дека залипена да ја продаваме На на кој рече дека немам. Ајде да идеме на прашањата за нашите гости. Ајде. Океј, имаме ни интересни прашања, знаете, треба да ни одговорите доколку сакате, нели, со адекватен одговор и вистинит. Кога последен пат сте се обиделе нешто ново и сосема непознато? Еве како овој уметник. Па, Се шегувам. јас би рекла дека секогаш кога сум во студио почнувам нешто ново, ако се работи за Стварно? музика, па испробувам И непознато? нови правци, да, непознати, нешто што можеби не ни знам што стил е. Нешто ново, нов начин на пеење и слично, така да цело време испробувам нешто А ново. нешто вон музиката? А во музиката Приватно? треба да размислам. Па Дали ти како сум генерација Z дефинитивно крвта врие 600 идеи, Можно ли 600 од кај работи. балетот да се испробува нешто ново и Да, непознато? може. Да. Тамо Па баш се са обидуваш? Бајле имав еден семинар. Добро. Со една танчерка што е од странство, од Америка, мислам дека беше, и баш испробувавме некои исто нови танци и всушност требаше игра со партнер да биде и да се осеќате еден со друг и да не сте договорени без борење, без ништо и само да движите низ просторот. Спонтано да, ви спонтано. дојде Да, играва да а да биде личи како заедничка. кореографија, да. А да личи како заедно да Да, сте да, смислени. да. Извини, Лора, ти си балерина? Така е. Да, всушност учам балетска педагогија, А да. убаво е презентација, да. Па добро, ние не се знаеме, Имаш нормално балетско е. Имам балетска школа, да. Ја бев балетан како мале што кидев у касе. Да, стварно. Да, да, Чекај. Ова денеска што сте го правеле. Стани таму, стани таму. Станете двајца таму. А, сега ли? Кате што се залетат, кате ти од балет. Ама сега и ти мора да станеш. Ма не, кате што прва отиде ти од балет, Јас што ја разбирам. носев кирка ми, плие, прва, втора позиција, Да. толку знам. Ајде, Ајде. се извинуваме. Прва позиција. Денес мислам дека прва позиција. Прва позиција е ова. оваа. Ајде, така е. Гледам, Браво. ова е прва, ова е Добро. втора Само го позиција. покри.
Извини. Да, не, ако, добро да ме Затоа играте. што Да, ева ова е втора. втора, Ева четврта. ова е трета. Имам А да, има трета. трета. Да. Прескока. Добро. Трета, четврта, Четврта и пета. пета и ова е шеста, која што не се користи премногу во класичен балет, повеќе се користи кога треба да стоиш во нека поза или тука. А повеќе се користат паралелни пример во современиот танц. Тука е втора, тука пример, овдека. Тоа се се затворени позиции. Батман Танди. Да, Батман Танди. На страна. Жете. Приказната како јас почнав со балет е многу интересна, Ајде. затоа што бев пливач од 4 до 9 години. Аман, Да, пливав. Почнав балет затоа што пливав. Не, и вие што се случи. И како секој пливач, како секој спортист, идав на спортска медицина и еден ден ми недела шум на срце. Тоа што и не медицината можеш беше многу ништо. подруга. па и мене ми најдо, па еве, жив здравство. Исто и ја. Овде во И основа не можев да според да се продолжам одбори. со пливање и мајка ми као дето овие е многу хиперактивно. Што Што да да вежба правиме? да не расте по улици, смеев само балет. А потекнам од балетска фамилија и бев 2 години, 4 години извината во нижо балетско, Или па после Николовско? 2 години средно запишав физкултурно Кој ти беше професор? Елизавета Кушовска. Класа. Па добра, После добар професор. завишав средно физкултурно, поучав книжевност малку, па дипломирав графички дизајн. И да, па дете кој дете секој да се бара, бараш нели? себе си. И после работев 2 години у театар. Не у знаеш Македонско како опера и добро балет. што твоите са или потикнуваш од уметничко фамилија, па затоа те Па, сватиле. воглавно, да, Зошто воглавно се ваму ти уметници, све да. тамо никаде И се во бараш. театарот многу научив за тие 2 години директорот Кира Павлов беше и сега е директор Кира А тој во Павлов. балет работеше? Да, Што работев 2 работеше? години. Балет. Балетан беше. Да. Имав доста интересни улоги, од кои најинтересна беше Разбойници во Докторов Воли, детска представа. Браво. И сега у средата имаше Докторов Воли и у вторникот имаше Докторов Воли. Ја не можев да отидам да посетам, затоа што бев пун со работни обврски. Да. Ама видите дека следниот пат Што кога ја се има... изнакажавте? Да. Ама гледај, знаеш ли што? Како не са кајки? Да, сме случајно. ги Да, споили да, што са... Абе, јас и ти го имаме, бре, па да се пофалиме. Баш нека го пусти, бе, пак играм во театар. Мислам, пак ќе се пробам Разбойници, сакам да играм. Живот на желание. Ако имам прилика, сигурно ќе ова. Да. Ќе ја пробам. Да. Интересно. А чекай сега, Лара ти педагогија не значи дека би сакала на сцена или на сцена би сакала? Па не се поврзани факултетот и ова што играат во МОП. Меѓутоа некако мене од секогаш ме влечело повеќе Музика? музика и балетот повеќе сакав да го изучувам баш како педагог, да знам како се правилно движењата, методиката и сето тоа. А како танчер повеќе се гледам преку музикава, па на сцена На сакам сцена, повеќе да. на мои песни па нека Комерцијална, да, Така. да, кореографија. Но, еве, нека биде еден апел до тебе и до сите оние кои што нели се занимаваат и со култура, уметност и така натаму во изучување на сето тоа, дека да понесува естрадата, но малку ни се број на луѓе кои што можат нели Да. да настапуваат на овие сцени и да го презентираат своето знаење, нели? Да. Така што доколку можеш би било убаво да останеш и во тој дел. Да. Таа би била професор по... Пошто обично гледаш Да, балет, така некако, и- Балетски педагог, Да, така балетски гласи. педагог. И кои ни беа Професија. исто оперски пејачи, па се префрлиле на пење? Саздор ни беше гостин. Да. Да. Значи има и некако, знаеш, естрадата лови, да, симпатична е, во моментот те освојува публиката и така натаму, на тој начин, нели тоа брзо растечка популарност, ама од друга страна па се запоставува Да. кое што има А некако вредност. тоа е како занает, јас си го гледам и не сакам никогаш да го оставам. Некако ми беше многу жал да не продолжам со балетот и секогаш паралелно терав и со музика и со балет. Писателот Ернест Хемингвеј има многу интересна теорија на оваа тема. Он има кажано пишувањето е и уметност и занает. Пате ми имам издадено книга поезија. Имам 2 примерока. Имам 2 примерока. Да, стварно. Ене у куфернија. Да. И да ти одговорам, Ненад, и ја исто ова прашање што го постави на Лара. Ја последен пат правев нешто што не сум го правил, беше аудицијата за Еуфорија каварето. Ми искочи на Инстаграм, тоа што имав Инстаграм, сега ми ја блокира, не знам зашто и Фејсбукот. И ми искочи Зиза. аудиција бараа балет. Рини,
артисти, глумци, Чекай сега, ти таму влезен си како што? како акробат. Добро. И акробати. И ја отидов тамо. Како балетан. Не, ама имаме и сега некоја танчарска точка тамо. Стварно? Да, бидејќи Па тоа е кореограф е добро, Саша уствари. Ефимова. Па да, сите Саша е. Да, Саша. Супер, Саша. И Катерина Стевковска е тамо. Добра екипа сме. И мене ме позна уште кој искочив, дека заедно ни во театар бевме 2 години. И преку врски влеза? Не. Напротив. И сите се прави на некој начин, мислам, пеачите танцуваат, јас жонглирам и танцувам. Не знам, Имате повеќе улоги. танширите и пеат, ама за мене нема било за пеење. Ке Уште видиме тоа да денеска. кажеше дека пееш Ке и да видиме наврши. денеска. Ке видиме денеска како ќе се А и тоа ли Е, ќе ке го пееш има? денес, да. Стварно? Пееш, ке пееш. Само да им Сакав погледнете Лара песна да ќе пее пеам. две, ама Значи, ова е прва подобро емисија вака. каде што ние Немаме не време. успеавме, освен првото прашање, да го поставиме, а помина времето за прашањата. Чекай, уште две, барам или не? Две, отиде Нема времето, време? ајде, ајде уште Хајде, две. Кој е најсрамниот момент од вашата младост што си уште ве насмивнува? Ти бе можува Тогаш би било срамно, сега ви е смешно. Ајде. Кај што сте се застрамиле, може би, на некоја ситуација. Еднаш знам дека Е, да, овие се малку за мислење, мислам. не е многу срамно, мислам, мене беше срамно. Бев мала и бевме со моите на одмор во Дојран и се шетавме, јас продолжив да одам сама, моите остана позади и имавме касетички, они ме снимаат, а јас само не знам каде сум, ги барам моите, од околу луѓе ме гледат моите, па ми се смеат, ме снимаат. Они па гледаат да, оддалеко и ме снимаат, ја изгубена, а имав такви едни сандалки што кога ќе одиш свират, едната ми беше расипана и само едната квичеше. И ја така како сираче, едната квичи, не знам кај сум. Сигурно ја чувам негде, да, имавме касетички и да. И секој пат кога ја гледам ја се смеам, ама тоаш ми беше стварно. Не е толку срамно повеќе. Ти беше срам? Да, па ми беше срам отпосле, да. Да. По иста ситуација сум имал и ја, со мајка ми на пазарче кога дете така, кој што спомна Лара, ама у моје време тогаш немаше телефони, па мајка ми не ме снимаше. Отпосле ми каже, вика, баш ме интересираше како ќе изреагираш. И ја никако не кренав Те паника остави? си. Да, Земи од страна, и ја вака, фап си шетам, кул лавирин. И после не ти е страх? Не, виде дека ме нема, да. И не кренам паника, не сум паничар, знам дека кај да си тука си. Дали некој сте се представиле како позната личност за да добиете посебен третман? Некада. Не, Да речеме мене некаде на одмор во странство, кај што не ме знаат. Да, јас Не ме виделе, ти знаеш, јас во мојава земја сум, бара. Јас пообратно, јас обично кјутам, не кажувам и пример, не знам, има или па на журка или некаде и сега јас сум си навикната да одам и да си платам и да си влезам и не не сакам користиш такви, бенефиции да, такви, не сакам да. да користам. И пример ќе отидам и сега не знам со друштво и ќе влезам и некој ќе ме знае. Ајде бе гојте сте. Лара, леле, ајде сега радите. Популарноста си направи својата. А јас обично обратно, па не сакаш да ја злоупотребуваш својата популарност. Да. Па ја Ти воловно пречи не плаќам. или само што? извини Ти ти. пречи популарност? Не ми пречи. Мислам сега за сега е сосема нормално. Се наоѓаш, не ти е... Да, супер. Мислам во некои ситуации помага вака. Ама и не сакам да ја користам на тој начин да се представувам дека сега јавна личност, па нешто дека треба да не нешто платам посебни сметка третмани. или не знам. Така. Не. Мислам вака надвор од тоа сум си Сметка не, ама да, реција, нормално. зашто да цигаш, па не е лошо бе като. Не. Да, ти не вече писо коза да бушава, Ајде, влези. Тој да си ја платиш сметкава побрзо. Не. Убаво си викате, Добро. да не ја учиме. И? Па ја воловно у Золошка не ми наплаќаат карта. Бенито, врати ги парите у джеп. Автобус исто, у такси на неколку наврати. Кристијан Бенито, по тебе пари не зијана. Дај само по една Стварно? натоа. Дај ме дојде со Популарноста мене си сега ја прави дека нема својата. автобуси со такси да идеме заедно? Кидам. Двај чекавах во прашање. Да, во овој тип. Добро. Ајде, одиме сега со Ајде уште една, најчудното место на кое некогаш сте заспале, ова да. е било интересно. Најчудното, Да. јас пред некој ден имав предавање, ова е многу лошо. Имав предавање. Не слушате професори. И
Да, мислам, не е дека јас заспав скрос, ама толку беше досадно предавањето и така малце не ни осетив кога ми се затвори очите, само отварам очи и гледам дека уствари сум подзаспала малце. Ама добро, не беше страшно, никој не примети, ама обично на предавање некогаш ми доаѓа така. Како не си заспала во средно, во основно, да речеме, на час? После бурна вечер? Не, стварно не. Знаеш, Никогаш? Секогаш сум дека искрена. сите имаме барем дремнато. Не. 2 минути. Дремуцната, Не, така да. ми се затвара очите и се мачам само со себе. Парно, ако седиш, ја ми се враќа филмот. Јас со јакна бев и вака стуткана. Не. Мене ми се случило многу пати во средна да не можам да престанам да се смеам. Тоа што и сега. Добро, тоа е се уште те држи. Значи, тоа ми се случило и било многу весело. Тоа е исто, И ништо не сега се те сменило. прашува професорот, нели, ти вика, прекини и ја Не, најлошо е кога ќе праша. готово. А зашто се смееш? да, Како и да му готово. Ја на најчудно место кај што сум заспал и кај што спијано беше 2011 со еден колега Владимир Баланс. Бевме заедно на некои фестивали, работевме по Хрватска и многу рано ни тргаше бродот. Од Сплит према Дубровник идевме. И ние си ги завекме шаторските крила, си ги оставивме, куферите поред нас, и си заспавме на пристаниште. Сабеле не разбудија луѓе, дечки окей, ве видовме тука, си преспавте. Не, бе, биравме, окей, све, тоа фала многу. Чеки, Си шатор влегавме- си направивте се? Не, шаторско крило си А, поставивме крило и си само. легнавме тука. И си се спакувавме, не знам, околу 6 тргаше бродот. Со трек, мислам да кидавме, тоа жда со трек. И си Значи на преспавме. пристаниште може да ти се води ова како Да, најчудно место, на пристаниште. Најчудно, Ја знаеш убедливо. кај сум спијала? На најчудно место. Каде? Сегде. Не усти автобусот, значи јас сум имала, не знам, в четврта средна, не усти автобусот со другарка во Херцег Нови, ни кидна, без нас се врати. После 10 дена во Херцег Нови сите пари ги го трошивме. За 2 дена од тогаш имаше нов автобус Кумановски што требаше да не земе и нас. Ја и другаркава без денар, само 2 дена? смоки. 2 дена, без денар, само смоки имавме и толку, демек за до дома, нели толку. Ја и другаркава спиевме, имаше едни Херцег Нови, за оние што знаат дека нема плажи, туку има само едни калај за 1 и калај за 2, тоа се многу огромни карпи што можат по некаде 10 луѓе да се слончаат на нив. На калај за 1, тоа беше поблиску до море, на отворено во море внатре се тие, но ќе ги најдам и ќе ти ги покажам. Со се што имавме на нас се покривме. Јас мислам дека тогаш разболев бубрези. Кога дојдов дома, не знаеш што беше. Значи тоа не ми правиа муабет сите цел месец. Ја бев смрзната, уште не почната вечерта, разбираш? Тоа беа бранови Тогаш свенени. осети колку е ладно во лето надвор на плажа. Навечер и другиот ден, знаеш како доаѓаат луѓе и не будат, демек ова е мое место за сончење. пешкирчето, Да, пешкирчето, извади го, ја може извадена од девојчиња, памет. вие сте Ти фатиле не пешкирче. знаеш кај си, знаеш каков целиот си ваков. Не нормално, не нормално е тоа Имам ми. јас така ситуација. Имаш? Каде? Со Блажевски. Кај заспавте? Со Блажевски бевме од радио тогаш како деца, нели? Добро. Во Мите Богоевски претор. Се сеќавам, сум била. Добро. Ни заврши тие 10 дена, ние воодушевени од тоа колку е убаво, викаме ќе останеме уште еден ден, утре ќе си одиме. А смештај немаме, Не со нормално да сите, напуштиме. не со сите деца, да, добро. не, ние не бевме со сите деца од радио, ние добро, двајца. да. Нели пратени како да ги анимираме деца во Брбабар. Добро. И ајде каде ќе преспиваме? На плажа. На плажа. Викаш лето, дека топло. Колку е Па ладно. баравме, па еден чабец имаше превртото, се буташ. Чекаше двај да се раздени за да не, и многу е викаш ладно. првиот автобус дома и више, Смрзнат. тоа е тоа. Да. Така да. Отиде времето, не, но... Затоа се некако се поисоветив со Така е. твоја На приказна. плажа, значи сме Се извинам спиевали. гости, Настите. и ние што да си кажеме. Да. Фала што дојдовте. Ајде да пиеме. Ајде да пиеме. Со Лара ќе почнеме? Да. Ајде, тажна љубов срекна Го песна. знаеш текстот, Лара? Го знам. Добро. Пуштајте режија, еве ти микрофонче, ајде види само като дали уклучено ти си со нокците. Прекрасно сте приубави нокците. Точно, повелете сонца. Фала. Ајде, Ларечка. До пола. До кога сака?
ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Многу песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема. Тогаш нека чујат сите што ги боли богата, што нема име, тажна љубов, светна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. Ја пееме така? Да, да. Не, она Тамара. Да. Тогаш нека чујат сите што ги боли богата, што нема име, тажна љубов, сретна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. Браво, Лара! Браво, браво. Добре. Реклами, па се враќаме. Така е, за Идете многу така. кратко. Ај, малку реклами. Никој како, Лара и Кристијан во ова издание на Никој како. Никој како вас, никој како нас, никој како сите ние кои што денеска чекавме по 100 сати автобус, освен оние кои што имаат автомобил за да си дојдат, ама јас тргнав пеш, стигнав до Мавровка и од таму више не може. Ти си представник на... Представник на храбрите. Храбрите. Ама за малце ќе стигнав и до Телма, не знам, ама до негде ќе стигнав. Ама затоа после сме ти Ама нашле затоа. безбеден превоз. После, така е, ќе се вратам безбедно до аеродром. Ето Ако така. ништо друго, со Бенито во такси без пари. Океј се договори за таксистот. Имам прашање за Лара околу песната што ја пееше од Тамара, ама прво да го вклучиме. Ајде, да не чекам, многу чекаш. Да, гледачот, извинете што не почекавте, ама овде беше многу интересно и забавно, па навистина ве заборавивме, извинете ни. Добро вечер. Добро вечер. Како сте и кој ни се ова? Олга Михајловска. Добро вечер, господјо Од Олга каде, Михајловска. господи Олга? Од аеродром. Од аеродром. Да. Комшика. Да, комшика на мене и на Лара. Или дека од аеродром? Не, каде сум ја видела? Ни за аеродром? Катето. Не може да те утне човек тебе? Сега со косава или без косата? Мислам со друга лако. Со фризот плюс. Со Витлерите видела. Не, ја слушам.
Пред Олга? 2 години, пред 2 години. А, пред 2 години, во ред, добро. Кога сега не може да видите? Не се Зафатена гледа. многу. Кажете ни само кој би сакале Лара или Кристијан да ни помогне во, ако имате среќа во доделување на подарок од Флорис? Лара. Лара. Врски аеродромски. Врски. Згаравата тој се очекуваше. Еден од 3 тупчиња долара. Добро. Ќе прашаме господја Олга Михајловска кој поле го бира од 1 до 8? 8. 8. Од 8 пушташ? Внимавај, или Добро. тројка, или петка, или седмица. Добро. Ајде. Ајде, пушти на осмица, да видиме кај ќе падне. Седмица имаме... Одлично, тоа горе, тоа светлечко, тоа е одлично. Светличкото. Ова, Горе, десно, тоа е ете тоа. седумка. Да. Земи го слободно. Да, земи го наваму Тоа е да... многу супер. Господи Олга, Аплауз за господјата Олга за незината среќа. некој компјутерџија, тинеџер дома, дај Ларичка само да отворам да... Ние сме стари, немаме. Добро, епа, добро, може и вие како стари, ако сакате така малку осветлувањето да Да биде го поинакво. приспособите. Шега на страна, ова е многу убав подарок за некој кој што нели е постојано покрај компјутер, Така, и му треба геймер, некоја нели? светлина не многу голема. И дефинитивно На синот ќе му дадеме. ќе се израдува на оваа Ето, лампа. Ете готово. А може така. има прозор да се стави сега за нова година? Може, така е. Така е. Ке си видите, ако не го бендисате вие, кај друг некој ќе биде подарок, така? Да. Супер. Благодарам. Ви благодариме. Ви благодариме и Големи останете поздрави. до крај заради тоа што нашиот жонглер акробат, како да го наричаме, ќе има своја точка на крајот. Се, магија ќе. Да, тој инаку пишува, Абе, це. тој пишува поезија, завршил, како беше тоа? Графички Дизајн, бил балетан, се уште игра и во новото кабаре и нели танчаре, и акробат, и што друго рековме? Не рековме? И пливал. Ма ти Да, до па утре да подобро пливаме набројуваш, што да. се джабе да набројуваш, нема да стигнеш да Не, сигурно наброиш. не ни кажа уште нешто. Сам господи Олга утре или од во утре. текот на оваа недела од 15 до 17. Колку има автобус? Нема да доаѓа со автобус. Абе имате тротинети? Така е, може и со тротинет. Така, уште нема снег. бин. Господи Олга, поздрав, уште ми е на Поздрав. линија. Секој добро. Офта не му кадар. Пријатно господи Олга. Да, имав само прашање, знаеш што, Тажна љубов срекна песна е песна која што на Тамара избоктиса од пеење, па нели кога рече еднаш, кога ја барале и рекле Тажна љубов, рекла, ве, молам, само немојте таа, пошто преку глава ми е од таа песна. Има ли некоја песна која што ти е збоктисла и онака баш не Бела. беше нитите? Па бела е така. Па бела е. Лошо е што е така. Лошо е што е пошто така, така. Ама колку е лошо, толку е и добро, затоа што нормално ќе ти збоктиса која бараат луѓето, а кога Така е. ја бараат е добро. Да. Така да бела дефинитивно е таа песна. Дај И Боже кој да ти пошто само збоктисуваат кажам, сите, така? Да, дај Боже сите. Мислам, секако сите збоктисуваат, затоа што дур ја правиш, ја слушаш, ја преслушуваш 500 Тебе ти е пати. тоа После билионите пати. Да, после тоа спотот кога го снимаш уште Да. толку. Да. Па кога ќе искочи уште толку. толку. Па луѓето кога ќе почнат да слушаат дека Уште толку. па на настапи уште толку и некако Доаѓа до презаситеност. Да, Така е, сите да. песни Ама кај некако. изведувачот ќе Да, да, Како изведувачот зборува? Ама потоа после некое време па кога ќе нема пример да ја изведуваш многу таа песна, па често. кога ќе се навратиш, па после ти е убаво. Ама Бела е дефинитивно песна која што цело време е барана и каде и да сум, сите ми ја пеат, сите ми ја пуштаат. Лара Бела, тоа е тоа. Лара Бела. Лара Бела и Бенито. Како тоа звучи. Ле. Ајде цртаме малце. ББ. Ајде. Може да цртаме вака сега. цртаме? Имаме Да. Знаете да цртате? Добро, супер. задача е во вид на ливче. Односно, ајде да ви олеснам, тоа се Дизни цртани или јунаци и така натаму, кои што едниот го црта, а другиот треба да погоди кој е тоа. Аха, добро. Ако играме така. Така што... Да значи да не гледа Лара, Ајде, Бенито, пошто е поблиску, да почнеме од него. Значи, ова Бенито треба да го нацрташ. за да ја... А Лара? Ама не треба да гледам. Не, ти Не, сега треба да гледај гледаш. си прв Сега момент гледаш, кога да. ќе те изасоцира на тоа што... Ако нешто те асоцира, кажи стоп, Аха, Бенито, може да свати гледа, може да гледа, може да гледа, да. Онака, Би помогнал сам видиме старт или Да, прво може. да остава малку Како неизвестност? сакаш Ако сакаш. си. Чекај, Да колку видиме имаме време? Колку ќе трае? Имаме. Односно, првиот момент кога ќе имаш одговор, слободно сподели го. Да видиме колку му треба за да... Нели? Девојка нека нешто. Некоја девојка, да. Значи, некоја принцеза е сигурно, Принцеза, пошто за да. Дизни се работи, да. Пуштубаво ја нацрта. Ариел. Е, да, ама како се вика?
Малата сирена. Така Да си е! е. Бенито! Ово уметност, а не тој што малаше ти одговари, нели? Уметност. Кој ќе го купи? За колку ќе го купиш? 150.000 почетна цена. Само дајте едно Остачало за летива за дзета. Добро. Добро. Ете така, Ајде, можеш да ајде. црташ. И двете се Тоа тоа Не, со големот, тоа. со тоа бришеш. Да, со тоа бришеш, дај. Ајде, видиме, Бенито, гледај што имаш некаков одговор и те асоцира цртежот на некој од цртаните на Дизни. Слободно кажи. Леваке, Лара. Пак Да. некоја принцеза изгледа. Мене ми личи на зверот од убавицата и зверот. Да. Така е! Зверот убавицата. Мислиш на убавица. А зошто на зверот ти личи ова? Па не носеше фустан зверот. Ајде зверот на цртеко? Зара. Ево го зверот. Го зверот. Треба да Сте е, добри, браво, бе, сме го погодиле. треба да е неколку. Мора стварно зверот. Не пошто кога чув Не, двете, онака, Не. прво ја црташе. Тоа не знам дали има рогови, не ми текна. Има рогови, да. Има рогови, да. Некоја чув двете нешто интелигенција ми проработи, викам две се, ако е две фап. Да, затоа ако не си здавајте. Затоа без Не, прашање едното прилично двете. сте добри во цртање. Вау, Уметнички ја личи. го нацртам кога ќе се родам. Покажи го, Кажи го Лара. пред камерите да види народ. Сосема добро. Да, ми се допаѓа, Браво, секој да. доб. Секој чест. Ле. Ова е 250.000 евра. Ова е 250.000. Ова е греото да ги Долари бришете на сега. аукција. И на удри половинка, една и идеме со следно, ајде. Се пришо? Не уште бриши. имаме да се. Оу, не знам, Греа, као да бе, нацртам. Е, па сега, Другата. најди се. Е, го избриш. Па биде толку, кој Ама даде на 150, средината? да. Ке си го има на ригуче. Не, стварно не знам како да нацртам ова. Хероина. Ама немај да се издаваш сега. Чекај да добро толку. Лара, гледај ти, штом имаш одговор, се разбира. Пак е некоја принцеза изгледа. Со кратко фустанче. Не е да ви е. Добро. Па, Ще се така враќа некој до го 12. пола. Снежана. Нема, близко си. Кој? Не, може некој ќе погоди па ќе се јави. Толку ти е цртежа? Толку. Близко Па е до ја мислам дека да. Снежана. Близко е до Тие Снежана, четири ги ама ситаш другава. што Која бре друга? Па има многу други. Ти фали едно Пепелашка? нешто тука. Така е. А па требаше... Требаше без едно Треба чевиличе. да, без едно. Или да го фрлиш Еј, таму чевличето. Да. Да, моја грешка, извини. Моја Обично грешка. нели сите Она се прават беше цртаат добро. Да. Ја па пепелашка, направи боса, кратко знам нешто моментот. беше. Дека Знам кратко боса нешто беше. А Таму боса, не сум ти гледал, тој да, момент. не сум па гледал гледам боса. нешто. Оне може- моментот кога уште беше чистеше по дома. А ние го чекавме моментот кога беше принцеза, човек. Не може вака да направи. Може да Може. напола. А, така. Ајде, уште една приказна. За толку време имаме и одиме со пење. Можеш да гледаш, Бенито? Да, може. така, Да, па поентата е штом Мики Маус. гледаш. Да. Ето така, ма не амачи. Како не, Ма не ми се како падна добро Мики Маус. црташ, браво, бе, Лара. Фала, не е малце вака, како Ајде, вече малку некој. дотирај го, да ќе го покажувам. Па може и Дизни ќе прифатат малце да го знаат Мики Маус. Така е. Ќе видат како во Македонија цртаат моите надежи. Ајде уште еднаш? Ево го. Ево го. Да, да, Мики. Супер. Немаме време за другите. Имаме уште Ништо две немаме приказни, време. Како ама- тргнавме денеска, ала Ако, супер. одлично. Ке Знаеш пееш. дека ќе пееш, така? Бенито само не пеел до сега, Па така? да. Па има ти можност. Ако ти Пеам рече по дека не свадби. знаеш да А пееш, јас акробација ќе правам. Ти можеш да ќе бидеш заедно со него. Да, Ти да, можеш да. била да ме пееш. Пуштајте речи, ајде ќе ја потфати од некаде, значи до Еве ти малку го чисто текстот, само ако нешто нели. тамо не ги. Да го из Помагај му. Аха, Ја знаеш? добро, да. Добро. Кој е влезол? имаш само текстот ќе ти се појави слободно, да. Ајде, барем до рефрен. Моля, като уживај. Јас имам куче, во куќанот ми лежи. Тоа неке кучки од нив кожа му се ежи.
Покрај сите кучки стари кучишта кружат, со кученца фини тие неќа да се дружат. Мојто куче сака по дупки да се пика и кога ќе се пикне ми доаѓа да рикам. Целиот се тресам и срцето ми тропа, а тоа ни да чуе во дупката си копа. Поет биење ноќе сака да се мази, не ме остава да спијам, поголено ми лази. Како кучето мое, нигде нема друго, поголемо од кифла, а помало од југо. Обожава мачки и ричиња мали, на коси со шминка кој љубе се пали. Ко кучето мое, Нигде нема друго. поголемо од кифла, а помало од југо. Обожава мачки и уипчиња мали, на коси со шминка кој љубе се пали. Браво, Benito! Добре, пиши таму, знам и да пеам. Знам и да Почитувани пеам. гледачи, ке имаме трикови, ке се случуваат чуда во продолжение. После само неколку минути изгледате ги рекламите и не го менувајте каналот. Денеска малку нестандардно издание, го немаме оној предизвик кој што го правиме нели со оние игри кои што ги смислуваме, затоа што Бенито има навистина една интересна точка, оноку време кога што имаме Бенито, ајде малку да уживаме во трикови. Ќе уживаме сега по сплетни околности во жонглирање, пошто трикови избегавам да правам по телевизии. Добро. И по тој повод јас од мојот куфер ќе извадам торба, а од торбата ќе извадам, верувале вие или не, 200 евра! Дај вам. Ќе извадам не 3, не 4, дури не 6, туку 5 топчиња. И ќе ја замолам Лара да избере едно од овие топчиња. Лара, која боја ти тебе најубава? Жолта. Жолта. Ој жолта. Сакаш од место или сакаш да станеш и да ми помогнеш? Ајде ке станам. Тешки топчиња се. Вака, Како Лара, кугла. ти ќе фрлиш топчето према мене, ја ќе пробам да жонглирам. Ако Добро. успееме во тоа, сите што те гледаат ќе ти дадат аплауз. Ајде. Луѓето позај камерите ќе ги остават камерите и ќе аплаудираат. Добро. Лара, ама ти топчето нема да фрлиш вака. Добро. Нема ни вака, ни вака, Добро. ни вака, ни вака. Добро. Лара, нежно и меко. Меѓу моите две раце. Ја ќе пробам да ги направам 15-та најдобри трика со 3 топчиња жонглирање. Добро. Кога ќе треба да го фрлам? Кога ќе бидеш спремна? Ја прашувам сега дали јас сум спремен. Спремен си? Спремен сум. Ако успееме, дајме аплауз. Добро. Ајде, Лара. И дајме аплауз за Лара! Дајме аплауз за Лара, дами и господа! Ево ги камерманите, кај дајме аплауз. Евате са. Овој жонглирање со 3 топчиња во живо, кој што јас сум толку добар што можам да правам 3 функции во една. Можам да зборам, да жонглирам, да гледам во очи и да одам. Ама така ќе стане досадно, затоа за да не стане досадно ќе направам некој трик. Прв трик е кога топчето на Лара ќе прелета другите две топчиња. Па сега топчето на Лара ќе се врати назад, па ќе дојде тука, па пак назад. Сега нејзиното топче иде средина, овие две на страна. Топчето на Лара во средина, овие две на страна. Па сега топчето на Лара иде вака во средина. Ова можам да го правам дур камерманите не дадат аплауз. Вие сте добри, вие сте добри. Видите како ми чупла сега срце, бе. Сега се возбудим. Гледате го ова. Гледате го ова. Ова. И сега, вие мислите дека жонглирам 3 топчиња, ама ја жонглирам само 2. И вака правам дизајн дека жонглирам 3. И спуштам топчињата, ова е обично жонглирање. Кога топчињата идат од доле нагоре, контра кои идат од горе надоле, изгледа вака, изгледам и ќе почнам од почеток. Најтешкиот трик е овој. Еднаш кога го правевме се заплетка рацете од чвор, и пола сат ми требаше ми од плетка. А овој трик е викам куче што плива затоа што изгледа на куче што плива изгледа вака. Браво. Да. Да, сега, Лара, дали ти веруваш дека можам да гледам во таван и да жонглирам? Верувам. Дали вие верувате? Не. Не. Штета. Гледате сега. Гледам во таван и жонглирам. Ако може некој подобро, нека дојде да проба. Се шалам. Ќе гледам во таван и ќе жонглирам и тоа може да го видиме сега. И сега, едно од овие топчиња мора да му удри по лице. Кој топче му удри, Лара? Моето. Твоето? Да. Се шале, да?
Да, се шар. А таман чекав. Да видам што ќе направи. Уште минута имаш. Уште минута имаш, уште минута. И уште минута. Да. Брзе, брзе, Малку брзе. потешко од жонглирање со топчиња е жонглирање со клубови. Таа е Вие со волшебна... кабарето. Волшебен куфер е тоа, така? Да, волшебен. Стигна од Италија. За потребите на кабарето, ќе пробам да го балансирам на мојот нос, ќе трае многу кратко, немојте да трепнете. Сите што ќе трепнат, ќе пропуштат. Гледате го. Видел се? Како не? Трепнавте. Пробам. Само малку подолго, гледате го. Луѓето околу го гледаат, обично дават аплауз, ама вие сте у шок. Нема подреба, не, ќе дам утре. Ево ка сега. А сега видите како жонглирам, само викнете да. Да. Не ме слушам. Да. Ајде да! И нови да лајаме аплаусови, што? Да, гигант се јаки од Италија. Стигна од Италија, ово е жонглирање со еден круг, жонглирање со два круга прилики изгледа вака. Вау. Фенси жонглирање изгледа вака. Гледате голова. Кинеско жонглирање изгледа вака. Уја, ичи, джеки, скречи, чен, ја! Австралиско жонглирање изгледа вака. Ја. Гледате го, жонглирање во Амстердам изгледа вака. Иако ми успеа најтешкиот А трик. може ли со жонглирање ние да одјавиме? Најтешкиот трик изгледа вака. Како? Најтешкиот трик изгледа вака. Како го пропушти ката овој момент? Не знам. Ќе го гледам на Ќе реприза. го гледам на Значи многу реприза. убав ефект има овие светлички, како се викаат? Клубови. Шуњеви ги викаат соседиве. Универзално име клубови, клапс. Многу добар ефект има, за жал ние овде нели многу рефлектори и така натаму, но во секој случај ќе може да те видат некои од твоите настапи, верувам, и да уживаат во сите овие трикови перформанси кои што ги да. правиш. Знам дека тоа Ако одјавуваме, Ајде. се одјавуваме. Ајде. Знаеш колку има, више отидовме. А брзо, брзо, трчи. Оди. Ај, чао, после ќе Замина! Чао, дечки, фала ви Се добро. гледаме пара. Фала ви. Чао, чао. Многу успешни. Чао. Вау. Чао.